Петок, 21 март, кратки вести во 12 часот. Во угостителските објекти сме имале доста случаи често да се користат лесно запалливи материјали за да се избегнат трошоците, вели во интервју за Супер радио командирот на територијалната противпожарна единица Охрид Борко Јанкуловски. Потенцира дека задолжително треба, особено во угостителските објекти, кабареати и дискотеките, каде се организираат концерти, да се посвети внимание на кровните конструкции, односно во случај на пожар истите да имаат минимум 30 минути издржливост, да има доволно пристапни евакуациски излези, противпожарни апарати и внатрешни хидрантски мрежи. Додава дека надлежност е на инспекторите на Дирекцијата за заштита и спасување да проверат дали лиценците за работа на објектите се издржани од безбедносен аспект. Јанкуловски апелира секој поединец да биде совесен за своите постапки. 162 пациенти повредени при пожарот во дискотеката Пулс се на лекување во домашните клиники, а денес од болница ќе бидат пуштени 10 пациенти, соопшти министерот за здравство Арбен Таравари. Во странство вкупно на лекување се 115 пациенти, освен еден сместен во Турција кој е во многу критична состојба, другите се во сериозна но стабилна состојба. Таравари потенцира дека генерално во 99% лекувањето на пациентите во странство е бесплатно. Сигурни сме и нема потреба никој да собира пари. Поради изведба на градежни работи на коловозот на улицата Македонски просветители, отежнато е движењето на потегот кон полицијата и пожарната. Станува збор за изведба на градежни активности за реконструкција на крак од улиците Дејан Војвода и Македонски просветители. Во моментов се работи на потегот пред СВР Охрид и пожарната, а неофицијално на Македонски просветители ќе се работи на потегот до крај на улицата, кај Охридската пожарна и натаму кон улицата Аба Семин. Времето денес претежно сончево, дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.